Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во новото издание на емисијата посветена на здравјето, а воедно и вашиот советник за здравје, Второ мислење. Рецептот на долговечноста и како да се одржиме здрави, а прито не користејќи синтетички лекови е темата на која што денеска ќе говориме во оваа емисија. Останете со нас. Како можеме да искористиме природата и тоа што таа ни го дава со цел да го одржиме нашето здравје во добро состојба? Во продолжение разговараме со познатиот Димитар Цонев. Погледнете. Пред се би сакала да ви се заблагодарам што имаме можност со уште една емисија да снимаме. Секогаш разговорите со вас се корисни за нашите гледачи, сепак станува збор за еден начин на лекување кој што многу и не се практикува. Кај нас се повеќе сме свртани кон оние синтетички лекови. Пред да преминеме на главното, што е како современиот свет гледа на долговечниот живот и дали постои такво нешто како долговечен живот? Па вака, речено, јас живеам и работам во Канада над 45 години од дете отидов. Тамо завршив нутрицист, акупунктурист, мастер хербалист сум сега, со ирис диагностиката во Институт за ракова тумор. Работев тамо долги години, го испитуваме како човечкиот организам да се одржува повитален, поздрав и така натаму. Значи, новото испитување, новиот начин на употребата во светот, најповеќе канадејците, јапонците живеат подолго него било која нација во светот, тие го применуваат живата храна, односно живата храна се претворува во сок. Имаме една книга која се тука го има на маркетот, значи џусовето кога ги пиеме за 5 минути влегуваат и лечат, а кога жвакаме храната 5 часа. Значи многу е голема разлика, значи ако знаеме што се бале да ги тие деривати природни од природата да ги мешаме, едноставно ќе имаме енергија. Енергиското коло многу е важно. Денот кога ќе го почнеме на работа да одеме или на училиште, едноставно треба мозочните клетки, едноставно мембраните да работат, памтењето и така натаму да имаш енергија цел ден да се чувствуваш енергичен и корисен за општеството и за себе оно што ќе го работиш. Така да, преди се, јас кажам да се бале, секој утро човекот треба кој едностанување, а во ред тоа ни е навиката на кафето, да се испиеме прво кафето, па после тоа било што да јадеме, но јас исто препорачувам, преди се треба за да ние храната преку цел ден што употребуваме, како едноставно се абсорбира во организмот, треба едноставно да се празнеме. Значи, многу народ со забрзаното темпо на живот, луѓето имат проблеми да имат тврда столица денеска. За да не се деси тоа, да тие бактерии се враќат назад и да ги погодуват оние слаби органи што се нефреквентни функционални организмот, едноставно треба секое утро кој ќе се стане преди се новото начин испитување е да топла вода да се преврие и да се стави по еден лимун. Лимунот е едноставно моментално број 1 за сите заболувања, односно и С витамино во Германија, примево тука во Европа, е најскап витамин воопште на маркетот. Значи, толку се цени тај С витамин. Значи, во топлата вода, во пола литра или една голема чаша, ставаме цел лимун и ленино семе се употребува, значи, како кафе да се смеле, една лажица или две лажица са варена гладно, па после можеме кафето да го употребиме. Значи, ние имаме и македонско кафе. Ја препорачувам кафе да не е со шеќер са бале. Значи, кафето да се употребува, македонското кафе веќе е регистрирано, е со мед. Јас сум тој што го дадов таа идеја и на хербалистиката во светот, ние македонското кафе, значи сите кафиња имат се права со шеќер, а само македонското кафе се пае со мед. Значи, кафето со водата се вари и после едно неколку минути да падне таа температура, да не ги униште овие минералите и витамините што се во медот, да се стае и една добар вкус и кафето може да се гостира, ама после секој кафе препорачувам па чаша вода да се употреби. Така, значи со тоа да го започнеме всушност денот. А посето сакам да се, како што реков, ако имаме природни деривати дома, една добра чаша
да се употребува, кажи го, джус сок да се употребува. Дали на малите на училиште предуват и исто така на постарите и оние што одат на работа да имат повеќе енергија и после може да доручкуват. Но може да си го дозволиме ние тоа. Само од вечерта може да се направи. Но само морковот може да се додаде са бале, бидејќи он не трпи повеќе од 2 часа да стои, така може утрото наутро морковот со другите деривати може да се соедини заеднички. Кога станува збор за овие лековити џусеви, бидејќи кај нас веќе во светот и во текот на зимските денови постои овошје, кое што е летно, а сепак се појавува во зимските денови. Дали кога употребуваме овие лековити џусеви, треба да бидат да се користи овошје и зеленчук од сезоната, односно сезонско овошје и зеленчук? Или нема некое правило? Правило, едно има правило. Например, некој ако има се зативање на стомакот, има многу киселини, ние треба да ги избегаваме тие овошји сокове, да не ги пременуваме. Но преди се пак ќе се врата со леното семе. Секој што има проблем со иритацијата на храноводот на желудникот, треба леното семе со самото зимање, леното семе тоа се налепува на зидиштата на храноводот и на желудникот. Значи не му дозволува киселини да има. Значи, он, ако експериментално вршеме, он ги лечи сите тие чирове и груботини во нашиот организам. Експеримент да вршеме. Топла вода малку ставиме и ленено семе. Ставиме и за неколку секунди леното семе стане како да ви кажеме, како джело стане. Значи, тоа джело, ако се удариш, посечеш се некаде, стави го до утре са бале, рана немај и се заздравува. Значи, надворешно ко лечи и внатрешно лечи. Затоа препорачува леното семе да се зима, преди се, па после тоа џусовите да се употребуват и другите хранливи состојки. Значи, оно го штити целиот наш организам од, например, од некоја иритација од некоја храна. Например, може да взимаме ние месо са бале, нашиот организам не може да поднесе месо, се уште рано, а леното семе возможува тоа секоја храна да прима. Затоа е препорачливо да секој треба да се испита чека мојот организам не прима таа храна, а леното семе, верувате, е другар на тоа и помошник на секоја храна што се употребува, она те абсорбира повеќе, се вари и така натаму. Добро. Кажете ми, кога станува збор за овие лековити џусеви, јас како што имав можност да видам во вашата книга дека за секоја посебна состојба и болест има посебен џус. Да, така. Кажете ми, пред да им дадете, односно да дадете некој рецепт за лековите џус, дали претходно им правите диагностика на луѓето според одредената состојба или болест како почувате, тоа им кажувате што треба да користат. Бидејќи вие не користите синтетички лекови. Да, вака. Преди се јас сум ирис диагностичар и мастер ирис диагностичар, имам 5-6 интернационални награди, после трета добиваш мастер. Значи, јас и мастер хербалист и мастер ирис диагностичар. Значи, ние што се испитува? Што испитува се преди се на природна база, ние испитуваме со ирис диагностика. Значи, имаме лупа која 12 пати зголемување на окото на зеницата се зголемува окото и се најдува секоја точка оболена на човечкиот организам, секој орган. Да, се најдува, кога ќе најдеме кој орган е нефреквентен, нефункционален во нашиот организам, ние треба едноставно да придеме на тоа. Знаеме секој орган кои витамини минерали ги лачат. Тие витамини минерали од апотеката се зимат природни деривати. Жалосно што маркетот овде во Македонија, јако што гледам, дека не е многу за пофалба, привидејќи Министерството за здравство треба малку да обраќат внимание дека синтетиката е 90% и 95% во апотеките продават витамини синтетика, која ефтино ги набавуваат во маркетите и тоа народот не го познава и зимат поевтини витамини кои има синтетика, не природни деривати. Но ние кој ќе определиме, например, јас преку ирис диагностиката, кој ќе најдам кој орган не работи, не функционално, ние пристапуваме чистење на метаболизмот за лачење. Значи, најглавен во нашиот организам
Преди се е црниот дроб, црниот джигер на десната страна. Он е филтр на човек, он е врши дренажната филтрацијата. Значи, он од позади може да видиме, значи сите органи се манифестирани на ребетниот столб. Значи сите органи, црниот джигер и се сега, ние ако видиме дека црниот джигер никотино на плуќата, на цревата, има некои полипи или нечистотија, ние пристапуваме чистење прво на тие органи, на црниот джигер, на плуќата, на цревата. И очистуваме хомеопатски, да излезе целата парлаштина што со години се налепила, едноставно најприроден пат сега се прави со таа кажи го, преко таа ајкулата повеќето и хомеопатските работи. Ајкулата живее над 700 години, она рак тумор нема, значи ракове тумори нема и со таа хомеопатски, значи вака се очистува тие органи што лачат и едноставно организмот посето подобро лачи. И сега после пристапуваме, видиме сите тие нечистоти од црниот джигер, плуќата, цревата кои се очистат надвор, излегува целата нечистоти, само да видиме некој орган да не е пак слаб. Кога ќе видиме некој орган е слаб, ние знаеме за секој орган кои витамини и минерали треба да се применуват. Значи, например, на црниот джигер, пак ако е слаб, ако е холичар човекот или прележи на хепатитис, потребно се тај B12 стрес формула, едноставно треба да се применува коензаим Q10 со селенот и така натаму, Е витамино и С витамино. Значи, треба тај орган што мислиме нефрефрентен, нефункционален, природните деривати да му ги даваме и кои природните деривати ќе му ги даваме, не со вода да се пие, него да се пие со природни џусови. Значи, џусовето ние точно знаеме за секој орган која храна, односно на маркетот, кои продукти потребно треба да ги мешаме за да добиеме субстанцата на витамин Е или С и така натаму. Значи, џусовето, рекоме за 5 минути влегуваат и лечат, која жвакаме храната 5 часа. Значи, џусовето, витамините ги пиеме со џусовето, да добиеме еден екстракт. Кога ќе добиеме еден екстракт, значи тој орган почне фреквентно и функционално да работи. Посето пристапуваме со акупресурата. Порано беше акупунктура. Јас со акупунктура имам работено 38 години, значи после сега се применува новиот начин со акупресура. Значи, ако може камерата да дојде поблиску, значи организмот, сите органи на човечкиот организам што се внатре во организам се со акупресурна точка на ребетниот столб. Тоа се вика автоматик нервен систем. Значи ние активираме ги сите тоа со масажи на ребетниот столб и почнат сите органи фреквентно и функционално да работат, се изедначуваат, пулсо еднакво да работат, ги наполнеме со витамини и минерали, која храна од маркетот треба да се зима према болеста, према проблемот и на тај начин организмот става еластичен, фреквентен и функционален. Доста интересно. Да, така. Кажете ми, откако ќе почнат да ги пијат тие џусеви, колку време треба на организмот да се прочисти или кај секого индивидуално? Па гледате вака, ако еден орган е слабо фреквентен, функционален, да имаш последици од дедо, баба и така натаму, некој орган е послабо работи. Сега е толку едноставно да знаеме за тај орган каква храна да зимаме, кои џусеви да ги правиме и кои витамини од маркетот со природни деривати. Па да напомена природните деривати, морате од апотеката да речете да пише природни деривати. Или, на англиски речено, natural source, natural factor. Па да ги избегаваме синтетиката, не само витамини, а не са природни. Не пише природни, ама не пише ни синтетика. И едноставно се продават повеќето на маркетот. Треба природните деривати, ќе знаеме за тај орган што се лаче, кои витамини и минерали. И едноставно со самото зимање кроз цел живот, не те кошта ништо, например за висок притисок, јас кажам за висок притисок, што имат луѓето висок притисок, едноставно се зима таблети за да падне притисокот. Не со новиот начин на хербалистиката покажува друго. Покажува дека хипертензијата преку надбубрежната жлеза, што довоѓа до високиот притисок, ако зимате са бален наутро, кога се земе еден домат, падличен, не крајшта домат, падличен, но било природно, мислам, литературно се каже домат, еден домат, колку има во доматот има сок, џус, толку треба 3 пати
треба да се зима джус повеќе целер, понаше речено, целер. Значи, од целер да се претвори 3:1. Значи, целер 3 пати повеќе дечно за да има, него е еден домат. Заедништвото на сокот од целерот и од доматот, едноставно, хипертензијата е намало, едноставно, притисокот паѓа секој ден и едноставно со зимање од 6 недели од 40 дена, верувате дека не е потребно да зимаш никакви витамини и минерали, односно од некои докторски препарати да се тровиш. Оти секој ден зимајќи ги за висок притисок или за желудник или за киселини, било што зимаш, едноставно треба да имаш здрав желудник, здрави бубрези и здрав црн дроб, црн джигер. Едноставно треба и тие виталните органи да ги заштедеме. И така да препорачувам да се употребуваат природни деривати. Сега имаме книги, например, книгата Тајни рецепти за долг живот, беше една од најпродадените книги кога се отвори, и едноставно во неја постојат сите витамини и минерали кои болести се. Значи, тој е приручник како Библија, едноставно. Зимајќи ги ова книга, ќе најдете точно орган, кој има орган оболен, кој орган ти е оболен, точно ќе знаеш, самата книга пишува кои витамини и минерали од апотеката треба да си ги земаш. Или која храна да земаш. Не мора, мене ако ме нема тука, јас сум тука и не сум тука, или некој друг омопат, да не трошиш многу пари, можеш исто така приручници кои се од институт направени, не се тие само од мене, јас работам долги години, но седи се, треба стручност да има такви книги да се употребуваат и децето оше мало да може да се третира со джусове. Не препорачувам дете испод 12 години да употребува витамини. Без разлика доктор што препорачува. Витаминската субстанца дае преко природните деривати, преко джусовето. А исто и во книгата рецепти за лековите джусови исто има за која болест кои джусове да ги употребуваш. На најставен начин можеме да си помогнеме сами да, каже го, дома, да ги пременуваме тие деривати, да можеме да бидеме поздрави, едноставно да имаме долговечност. Така. Многу е широка темата, има многу нешто да се зборува, меѓутоа пред да почнеме со нашата емисија, јас се прашав, бидејќи вие секој лето сте во Македонија и имате контакт со македонските граѓани, и клиенти, кажете ми, од што најмногу падат македонци? Жалосно тука јас секојдневно се шокирам во последно време, бидејќи јас сум долги години тука доваѓам, и бидејќи гледам дека многу ракови тумори има. Многу цисти жените имат на граите, на торините, паратурините жлезди, на женски полни органи, а мажите на плуќата, на торините жлезди и на простатните проблеми. Така да треба да се, мислам, тоа е алармно. Ја не знам, од порано Скопје беше чисто. Сега знаете дека знае по 10 пати зимно време да биде загаден ваздухот и така натаму, за да бидеме поздраво да живееме. Едноставно, ние треба да се, како од почетокот рекоме, треба барем да се дозволиме еднаш дневно да го нахраним организмот со природни деривати, односно со джусове. Едноставно, се во ред и другата храна и храната да биде, а ја што гледам, во Македонија многу не се применува храната да биде на пареа, да не ги губиме витамините и минералите. Например, да бидам јасен, каже го, интегралниот тори, што се кажува тој, жолтиот, е 12 пати појак, по витамински од белиот. Црвениот компер исто така едно 7-8 пати е по-здрав да се употребува. Црвениот кромит исто така, кој е најповеќе за плуќните крила, во колку се оболени плуќните крила и така натаму, да се употребува, джусовете се употребуваат, исто така он е многу корисен. И едноставно ние треба тие природни деривати и зимно време да се замрзнуваме домати, да ги одмрзнуваме. Исто така, едно од појаките
природни деривати, односно се употребува кивата денеска секаде во светот. Ѓумберот сега фантастични успеси секаде во светот. Ја гледам ѓумберот, многу ме раде во Македонија што дојде, што жалосно малку е скап, ама ѓумберот го лечи вика чак и ракот. Ако потребуваме ние секој ѓумбер, секој ден, верувате дека нема да старееме така брзо, нема да имаме болести. Секој може да се дозволе во фрижидерот, например, само ќе го кажаме на субстанца, значи 200 грама ѓумбер да го изрендаме, да го ставиме во блендерот со 4 лимуна. И тоа да го потребуваме со 2-3 лажици мед, здрав мед со сод. А колку има шекер, не мора да се шекер на заболување, ако има не мора да се употребува медо, него само лимунот и ѓумберот. Едноставно, секој ден зимајќи барем една лажица дневно, 2 лажици дневно, ќе овозможиме да ние никош немаме проблем со кашлање. Едноставно, цистите ќе се на најминимум. Зимајќи секој ден за 21 ден, едноставно верувате дека цистите у последно време се покажува на женските полни органи ги снемува. Исто така и полипите на дебелото црево, кои сега моментално секој втор човек го добива тоа. Цистата во Канада, пример, ја каде живеам, секој после 35 години е морален да направи колоноскопија. Овде само кој ќе дојде последно, тогаш. И така препорачувам да секој, привидејќи храната не е овде за фалење многу, привидејќи Министерството за здравство, јас гледам, јас сум со цел живот хомеопат и нутрицист, гледам да храната многу има долговечност, односно долготрајност, речено. Англиски expiring day, значи ако е 2 месеци, они го продолжуваат за година дена. Замрзнато ништо нема е. Едноставно треба да се обраќа внимание на месото особено. Месото моментално се помалку и помалку го употребуваат на западот. Привидејќи има токсини отрови. Стават го пред да го убијат животното, да го убијат, они инекции му стават за да може месото да е долговечно, кој знае колку време да стои да не се расипи, а тие лоши стојки внатре со тие инекции едноставно доваѓа до полипите, до раковите, до туморите. Така да препорачувам повеќе риба да се јаде, него месо да се јаде. Но месо ако се јаде, највеќе од месо да препорачувам гуска шатка што имаме ние тука, ако постои, гледам, има на маркетот, и свинското да се употребува многу помалку. Свинското многу ни е посладко и така натаму, например во Канада килото свинско е $2, 80-90 денари килото. Кајва се 300 денари, значи се употребува, ама штетно е многу за организмот, приведејќи свињата има многу токсини отрови, ако гледаме аспект на здравствена гледање. Димитра, тука би сакала да ви се заблагодарам што прифативте да сте повторно дел од оваа емисија. Како што спомнав, има многу што да се збори, голема и широка е темата. Меѓутоа, само едно прашање за на крај. Сите оние кои што сакаат да имаат некоја консултација со вас или дојдат на преглед, каде може да ве најдат? Нека ми се јават. Јас сум до крајот на септембар, филис диагностика, сите што ќе слушнат тука, без пари ќе му извршувам, да му проверам телото, организмот, како му функционира, кој орган му е слаб, да му дам препораки на 070-726-933. Значи 070-726-933. Во секој време, јас сум у Скопје до крајот на септембар, па може да се видиме или преко имейл да ми пишат, или преко Skype, Мастер Димитар сам јас на Skype, или на имейл sonevd, Gmail, или тоа, како викате вие, мајмунчето, gmail.com или .com. Така. Благодарам уште еднаш. Благодарам ве. Најактуелни козметички иновации. Козметичко студио Жанета Естетик. Добитник на престижната награда Златна маска за врвни достигнувања во медицинската козметологија. 16 години грижа за безпрекорна убавина и решение за вашите естетски проблеми.
Жанета Естетик. Чекор до сопствено совршенство. Како што знаете, дел од емисијата Второ мислење исто така ја посветуваме и на убавината и козметиката. Секако и во ова издание ќе имате можност да погледнете козметички третман кој што го подготвивме во козметичко-фризерскиот салон Жанета Естетик. Добар ден, господја Жанета, и добре дојдовте во Второ мислење. Благодарам за поканата. Која е основната функција на маската со грози и на останатите третмани со винотерапија? Па вака, пред се, значи, со помош на оваа маска, со винотерапијата, сите екстракти се искористени, значи, како што е шампањот, виното, Е-витаминот кој што е изваден од симките, така да самата оваа винотерапија е пред се еликсир, значи, за младоста, уживање, каде што на една кожа ги нанесуваме сите оние средства кои што на вистина ќе ја потхранат, хидрираат и пред се ќе го зацврста, значи, тонусот, бидејќи кога тонусот е опуштен, автоматски, значи, кожата е издехидрирана и едноставно вене штом го нема Е-витаминот, кој што, како што напоменав, е еликсир, нели, на младоста. Колку често треба да се прави овој третман? Па третманот, значи, секоја жена и девојка, па и машката популација, значи, кои што држат до себе и се одржаваат, може да го направат барем еднаш месечно. Како предлог е, значи, многу убаво да го направат после излагањето на сонце, веќе, нели, луѓето се прибираат од плажите, така да навистина можат на кожата да ја пружат едно убаво задоволство со винотерапијата, со виномаската и со сите оние пропратни елементи, како што се пилингот, во кој што има, значи, големо количество, значи, на гел хидратирачки, кој што е изваден од самото грозје, потоа имаме масажна крема, значи, со шампањ, така да навистина може да се подвргнат на едно убаво уживање. Дали овој третман може да се прави на целото тело? Да, секако, значи, во мојот салон го работиме телото, со тоа што, значи, една госпоѓа може да ужива негдека 2 часа, каде што ритуално, значи, се прави пилинг на телото, потоа имаме масажа со маска од шампањ и на крајот завршуваме со маска во едно парче на цело тело. Благодарам и на вас. Третманот со винотерапија ќе го започнеме со тоа што најнапред ке нашата клиентка ќе направиме едно шампонирање, да очистиме се она што нанела предходно, значи, дали е тоа крема или некој тоник, што и да е, значи, мораме да очистиме за да го започнеме третманот. Пената е навистина богата и хранлива, направена е со големо количество на Е-витамин од семките на грозјето и со мирис на самото грозје, во овој случај, значи, црното грозје, кое што е навистина здраво за кожата, така да ќе приредиме едно убаво уживање со масажа и воедно ќе ги очистиме остатоците од мејкапот и ќе направиме една убава припрема на кожата за се оно што следува во продолжение на оваа винотерапија. Вишокот од пената ќе го отстраниме со помош на влажни тампони. Влагата ќе ја собереме со хартиено шамивче. Третманот со винотерапија можам да напоменам дека може и кај помладите особи да се направи, значи пред се е хидрирачки третман, значи кожата ја хидрираме, така да како следна постапка одиме со специјалниот пилинг од грозје, кој има прекрасна боја, во составот имаме зрнца од самите семки на грозјето, кои што се искористени во овој прекрасен пилинг, така да нанесуваме на лицето. Нежно го распоредуваме и одиме со блага релаксациона масажа, каде што на нежен начин со помош на зрнцата, кои што се заоблени, нежно ќе ги отстраниме, значи, сите изумрени станици. И обраќаме внимание на Т-зоната, бидејќи најголемо количество на изумрени клетки се наталожуваат на
самата Т-зона, без разлика дали се работи за помлада или повозрасна особа. Вишокот од пилингот го отстрануваме повторно со водени тампони и правиме припрема за следната постапка, а тоа е нанесување на специјалната маска од грозје. Влагата повторно ја собираме со хартиено шамивче. И одиме, значи, со следната постапка. Најнапред ги заштитуваме очите со тампони. Ова е, значи, прекрасната маска која што ќе ја активираме, таа е во прашкаста форма и ќе аплицираме на лицето од нашата клиентка. Откако добро ќе ја измоделираме, маската ја оставаме 25 минути да делува кај нашата клиентка. Бидејќи маската го заврши своето дејство, можеме да отстраниме во едно парче. Влагата ќе ја собереме со хартиено шамивче. И можеме да преминеме со следната постапка, а тоа е нанесување на специјалната маска со шампањ, богата со витамините А, Е и B5. Оваа маска се разликува, значи, од другите маски во другите третмани кои што ги правиме, со тоа што маската веднаш навлегува во кожата и не ја отстрануваме, значи останува, така да клиентката после 5 часа може да го измие своето лице, бидејќи маската се уште ќе делува, значи ќе ја хидрира кожата и ќе делува, значи, со сите оние витамини кои што ги споменавме, значи А, Е и B5. На ваков начин го завршуваме овој прекрасен третман винотерапија и се надевам сите оние кои што беа задоволни од ова што го видоа, ќе можат да се подвргнат на ваков ексклузивен третман со винотерапија. Стигнавме и до самиот крај на емисијата посветена на здравјето. Второ мислење, се надевам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Доколку нешто сте пропуштиле, погледнете ги репризите. Најновото издание на емисијата Второ мислење гледајте го следната сабота во истото време. Ви благодарам на вниманието.